Проектот Социјална услуга помош и нега во домот, кој што го реализираше Сдруженијето Центар за развој и едукација од Прилеп, а кој опфаќа нега на над 200 стари изнемоштени лица од страна на 58 негователи во општините Прилеп, Долнен и Кривогаштани, сега преминува под државна капа. До сега проектот го финансираше Светска банка, а во моментов има и голема листа на чекање на околу 90 на лица. Целта на услугата е да се обезбеди професионална и квалитетна помош и поддршка од страна на обучени сертифицирани негователи, се со цел корисниците да се способат за да станат да живеат во својот дом и да водат независен живот во заедницата. Исто така можам да кажам дека оваа услуга во моментов носи големи придобивки како за корисниците, така и за семејствата на корисниците, исто така и за општеството во целина. Јас се надевам дека во иднина услугата ќе продолжи и дека овде не запираме. Дури во соработка повторно со провајдерот имаме надеж дека можеби има потреба за проширување на услугата за поголем број на негователи за трите општини. Негователите на корисниците им даваат разни услуги од типот на чување, одржување лична хигиена, хранење и се она што им е потребно. Навистина треба да си подготвен и психички и физички за да одговориш на барањата на лицата. Имаме основни и инструментални дејности. Во основните спаѓаат да му дадеме терапија, да ги однесеме на лекар, да ги избањаме, да му ги подготвиме нивните јадења. Навистина имаме поголем број на обврски. Тие се задоволни од нашата услуга која му ја пружаме, меѓутоа мислам дека е недоволна, така да нивните барања се уште да секој неговател да се задржи што повеќе кај нив, меѓутоа нашите обврски и бројот на корисници тоа не ни го дозволува за сега. Се надам дека во иднина ако се прошири ова дејност, овај проект ако продолжи понатака, дека ќе можат тие корисници да добиваат и повеќе часовна грижа. Од Центарот за развој и едукација од Прилеп најавува дека наскоро ќе се прошират овие услуги со формирање на тимови од медицински сестри кои што ќе ги посетуваат овие лица. Тоа значи дека ќе имаме мобилни тимови со медицински сестри, дека во рамките на проектот со финансиска поддршка од проектот ќе се обезбеди дополнителна опрема за водомономите и на лицата им би им обезбедиле и медицинска грижа, воено физиотерапија, психотерапија, ќе имаме дополнително вработување на професионален кадар од овој тип. Овој нов проект ќе се имплементира во наредните 2 години, а е поддржан од Австриското министерство за труд.